Милионски суми испумпани од државната лотарија, но не од сегашното, туку од претходното раководство кое функционирало под закрилата на СДСМ и ДУИ. Рацевски посочи дека ревизијата открила голем број сомнежи за неправилности во јавните набавки и користењето на деловен простор под закуп. Неточно бил пресметан и уплатен данокот на добивка, а за рекламирање биле потрошени околу 3,6 милиони евра, од кои за околу 1,2 милиони евра нема документација за извршени услуги. Дополнително било утврдено дека се вршеле набавки на опрема која до моментот на ревизијата не била ставена во употреба, а незината вредност изнесува повеќе од 9 милиони евра. Имаме сомнеш и тоа го истакнуваме во делот на она што значи набавка на електронски апарати за приредување на игра на среќа, каде што и истите се платени некаде 9 милиона евра, меѓутоа истите не се ставени во употреба и имаме сомнеш во делот на користење на закуп на деловен простор, каде што одреден временски период, некаде околу 6 месеци, тој воопшто не се користи, а се извршено плаќање кон тоа, а во одреден временски период во суштина тој се користи само како гаражен простор, односно простор за сместување или како магазински простор. Ацевски додаде дека постојат сериозни сомнежи и во начинот на подигнување и користење на готовинските средства од продажните места, како и во трансакциите преку деловните банки, каде дел од средствата наместо да се уплатат во благајна и на сметка, биле пренасочувани преку трансакции кои според ревизорите имаат елементи на незаконитост. Дел од медиумите ја извртеа приказната тврдејќи дека сомнежите за овие криминали се однесуваат на новото раководство. По ова државната лотарија излезе со објаснување, велат дека станува збор за селективно пренесување на поединечни делови од ревизорскиот извештај, што создава погрешна слика во јавноста и представува сериозно отстапување од принципите на објективно и точно информирање. Додаваат и дека тие самите побарале да биде направена ревизија. Ова представува недозволива медиумска интерпретација која директно го нарушува угледот на друштвото и на актуелното раководство. Особено нагласуваме дека новото раководство веднаш по превземањето на функцијата проактивно и транспарентно се обрати до Државниот завод за ревизија со барање за целосна ревизија на финансиските извештаи на целокупното работење на друштвото, со цел утврдување на фактичката состојба, идентификација на евентуални неправилности наследени од претходното раководство и воспоставување засилен систем на финансиската дисциплина, отчетност и законитост. За сите утврдени сомнежи веднаш биле известени финансиската полиција и јавното обвинителство, а ревизорскиот извештај бил доставен и до МВР и Министерството за финансии. Во 2024 година кривични пријави за сериозен криминал во државната лотарија на Македонија заработија поранешниот премиер Димитар Ковачевски и првиот вице-премиер Артан Груби.